Ако сте љубители на, како што вели Марко, крзнените пријателчиња или миленичиња, верувам дека овој настан кој што заедно ќе ви го најавиме со господинот Габриел Стибел ќе ви биде доволно интересен. На 30 и 31 јануари, тоа е и 1 февруари, ако не грешам. Тоа се овие денови, да. Овие 3 дена, претпоставам дека Габриел ова ќе биде Скопје Челендж, еден од најголемите кинолошки настани за почетокот на 2026 година. Стандардно прашање, веројатно, зошто е неопходно, зошто е важно и пошто се разликува оваа изложба за оние кои што сакаат да бидат дел од истата? Вака, ова е изложба во организација на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Се работи, значи, за прва изложба во сезоната. Традиционално се одржува веќе, ајде не речам 7-8 години. Тоа тука се, да речеме, во тој викенд, кинолошки викенд, да го кажам, Скопје Челендж, се работи за 3 изложби кои ќе бидат од меѓународен карактер и 2 изложби од државен карактер. Значи во 3 дена се 5 изложби. Почнуваат сабајле во 9-10 часот, првите изложби траат некаде до 1 до 2 часот и после од 2 до негдека 5-6 продолжува секојдневно, значи по 2 речиси по 2 изложби има. Пријавувањето е завршено? Пријавувањето не е завршено, затоа и ова нели гостување да да кажеме дека можат уште денес и утре, најдоцна утре да пријават. На сајтот на Кинолошкиот сојуз ksm.org имаат значи платформа на која можат значи од тамо да ги земат информациите, да ги пополнат и да пријават. Многу е полесно, значи мора да се пријави однапред бидејќи се изработува каталог кој мора да биде испратен потоа во Светската федерација интернационална во Брисел, каде што нели се зимаат податоците од сите куќиња кои ќе освојат титули. Дотолку куќето не е влезено во каталог, не е можно да се оцени. Затоа и тоа пријавување. Габриел, ако некој се пријавува за прв пат, зборувам оние кои што имаат искуство со ваквите изложби, си го знаат процедурата, но некој што има миленик и за прв пат сака да се пријави, постојат ли некои критериуми кои што мора да се испочитуваат во поглед на миленичето? Ова е едно од најдобрите прашања поставено до сега од сите гостувања, значи, што биле во врска со кинологијата. Одлично прашање. Зошто? Затоа што повеќето луѓе, значи, кои чуваат куќиња во Македонија, како миленици, тие се на некој начин аматери, се додека нели не почнат да одат на повеќе изложби. Затоа треба да го посетат сајтот на ksm.org или страната која има Кинолошкиот сојуз Kennel Association of Republic of Macedonia на Facebook и таму ќе ги видат информациите. Сега, да речеме, доколку имате куќе од одредена раса, воопшто не треба, значи, да се плашите дека куќето нема нешто да се покаже на изложбата. Доволно е куќето да не е агресивно, значи. Да не е агресивно, да може судијата да го прегледа. Сега не се бара за куќе што само треба да се оцени, нели? Не се бара некоја исклучителна... Да има изложбен карактер, така е. Да, не се бара да има некоја исклучителна ринг дресура. За прва оцења добивање, доволно е куќето да биде нормално социјализирано во домашни услови и да не е нормално агресивно за да може да го прегледа судијата. Тоа движењето во ринг исто така не е толку битно за добивање, стекнување на прва изложба, бидејќи самите суди се едуцирани и гледаат кога се работи за луѓе кои прв пат се во рингот и нормално во секој ринг има и секретар на ринг, и записничар, и делегат кои нормално ќе помогнат со информации. Доколку и тој не може да го покаже куќето, има таму луѓе кои се спремни веднаш од страна на Кинолошкиот сојуз да помогнат за да се презентира куќето што подобро. Нормално тоа е за оние луѓе кои прв пат доаѓаат на изложби. Затоа кажувам, сите оние кои имаат некој страв дека нешто ќе се случи, не е ништо страшно, можат да дојдат. Услов е нели куќето да има педигре да има, издадено од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија или од каде што го купиле федерација да биде значи членка на Светската FCA и Кинолошка федерација да биде издадено нормално педигре од таква федерација. Знаеме дека околу нас сите овие држави што се веќе членки на таа федерација. Ние сме веќе стална членка од 2015 година, а
Кинолошкиот сојуз, колку што знаеме, од 1953 година е званично институција за сама по себе, да. По себе, да. Она што малку ме држи некако мој сеќавање од некои мои, да речам, вакви некои представувања на моето куче, има едни крафт квалификации, тоа сакам да ги појасниме и како може да се стекне ЦАЦ и ЦАЦИП. Тоа се нели национална и што се тоа вака малку за тие лаиците? Да. Чинам дека ЦАЦ беше национална, ЦАЦИП беше меѓународна, меѓународен сертификат. Точно е тоа. Тоа се кратенки од францускиот јазик, кандидат за стекнување на шампион на интернационално ниво и ЦАЦ е на национално ниво. Значи, треба едно куче, доколку е во македонска собственост, собственост на граѓани на Република Македонија, треба да освои 3 цацива или 3 цаца, треба да освои, еве за државната титула, 3 цаца треба да освои кај тројца различни суди за да се стекне со титулата шампион на Република Македонија. Тоа може во текот на годината да го стекне како може. Имаме многу изложби, па тоа може за еден викенд да го стекнеш. Сега на овој викенд, на пример, затоа има 5 изложби. На самата ЦАЦИП изложба се доделува и ЦАЦ титула. Така. Додека на ЦАЦ изложбата државната не се доделува меѓународната изложба. Не се титула. А инаку беше прашањето исто што за крафт квалификациите. За крафт квалификациите, да. Знам дека се нели популарни во Велика Британија. Крафт е една од најстарите и најпрестижни изложби во светот. Таа не е под еве ќе кажам, не е под тотална закрила на FCI, меѓутоа е со голема соработка, бидејќи се одржува во држава која има договор со FCI, значи англискиот кенел клуб кој има договор со FCI, но не е членка на FCI. Меѓутоа таа изложба заедно со официјалното светско првенство што е на FCI, кој оваа година ќе биде во Италија. Претходните беше во Словенија и во Хрватска, беше одлично за патување за македонските одгледувачи. Значи крафтот е една од најпрестижните светски изложби, а еве да кажам и најпрестижна со освојување на ЦАЦ овде во Македонија, на еден ЦАЦ овде во Македонија, но тоа треба да биде тој ЦАЦ што е со квалификација, да речеме, можеби во недела ќе биде тој ЦАЦ, со квалификација, тоа обично се прави последниот ден. Ако тоа куче освои ЦАЦ, значи тоа му е квалификација, може да оди во Англија и да таму се надпреварува. Тоа е направено како мал предуслов, да речеме, за како мал предуслов да само врвни кучиња можат да учествуваат на таа изложба. Габриел, кои раси тука кај нас се најпријавувани, да речем, за ваквите изложби и можеме да кажеме, сега ако грешам ќе ме поправите вие, но која раса на куче беше национален шампион минатата година? Такво нешто постои? Не национален шампион, не може да се кажем, речиси од сите раси има национални шампиони, но еве вака ќе кажам, расите се поделени во 10 групи. Например, во првата група се овчарски кучиња, тука најзастапени се германските овчари. Или познатите вучеци? Велшки корги, Пемброк, тоа е сега многу популарна раса, кралицата што ги имаше. Тука се белиот швајцарски овчар, Леси, она што го викаме шкотски овчар и други раси, меѓу кои ќе биде и нашиот Караман, кој очекуваме оваа година конечно да биде условно признаена раса, со самото условно признавање во рок од неколку години се станува и признаена раса. И така добиваме раса што после 80 години Македонија ќе има своја раса. Но за тоа потоа, втора група е многу популарна, тука се многу популарни доберманите, ротвајлерите, боксерите се во таа група, шарпланинецот е во таа група. Трета група се териерите, Јорки е многу популарен во Македонија, јоркишки териер и велч и вести. А да речеме за француски булдози? Француските булдози се во деветата група, четвртата група се јазовичари, петата група се пудлици, малтезери? Не, во девета се тие. Тие се сите кучиња за пратња ги викаат. Често пати кажуваме како салонски кучиња. Како салонски кучиња, тие се екстремно популарни. Значи, бидејќи јас сум водител на родовната книга на Кинолошкиот сојуз,
и правиме статистики секоја година и може да кажеме дека бишон фризе и малтезер после германскиот овчар заедно тука некаде со шарпланинецот се најпопуларни раси во Македонија. Да. Од 8 група може да кажеме дека се голден ретриверите и лабрадор ретриверите, кокерите се тука популарни. 5 група се примитивни раси на кучиња како што се хаски, маламути, померанците се екстремно популарни. 4 група кажавме дека се треба да кажеме дека се јазовичари. 6 група се исто популарни кучиња, српските гоничи, босанските бараци кои се користат во ловството, тука и далматинецот. 7 група се сетери, значи како што е ирски сетер, англиски сетер. Тоа се од прилика, мислам дека вака во глобала колку кучиња на бројка викендов ќе продефилираат? Па сигурно 150 раси ќе има, застапено 150 од 360 околу 370 се сега значи признаени раси. Околу 370 раси. Која е инаку најдоминантна, бидејќи можеме да забележиме дека луѓе сакаат веќе да експериментираат можеби со други покомплицирани раси. За жал, сега ќе ви кажам, постои еден тренд, на чување на мали раси. Големите раси се во голема криза, големите пораст, бидејќи знаете дека живееме премногу урбан живот, немаме многу време, живееме во мали станови, немаме толку време, сепак големо куче, некој ќе каже да, куче си е куче, дали е мало или големо, значи обврските се исти и буквално се исти, меѓутоа едно е, значи кој чувал, еве јас сум чувал и големи кучиња и мали, сепак малите кучиња се за во урбани средини, за во станови многу полесни за чување. И поради тоа, значи многу полека бројот на некои многу популарни раси кои беа опаѓа. Да, например, можам да забележам дека последните години лаготото е многу присутно, го гледам, го забележам што не беше можеби нели популарно, тука е бигалот исто така. Причината за лаготото бидејќи популаризацијата на лаготото е во тоа што е куче со многу пријатен карактер и префинети перформанси, да. Да, не е многу малечко, друга работа е влакното, значи влакното е лесно за одржавање, се подстрижува и не остава влакно. Тоа не остава влакно по мебелот. Да, тоа е многу битно и тоа е се големи предности. Генерално Гаврил, ти се допаѓа како македонските домови создаваат нови одгледувачници, да речеме и така натаму, се тренираме во тој дел да бидеме добри домаќини? Морам да кажам дека секогаш може подобро. Меѓутоа, што приметувам? Приметувам дека кинолошката култура во Македонија оди на многу повисоко ниво, не толку оваа што е изложбената, колку културата во односот спрема односот човек-куче. Бидејќи јас живеам во Ѓорче, гледам дека порано, значи луѓето беа многу повеќе непријателски поставени спрема уличните кучиња. Сега гледам дека многу улични кучиња се згрижени, се чуваат до самите згради, се води грижа за нив, се носат на ветеринар, доколку нешто, значи, не е како што треба, се повикува нели тука и тие стануваат веќе малски кучиња, така. Да, малски кучиња. Додека порано тој однос не беше таков, беше многу пожесток. Тука сакам да кажам дека доста како нација се надградуваме, бидејќи треба да знаеме дека што појужно, например, ние сме имале многу пред Грција кинолошки сојуз, сме имале многу пред Бугарија, пред Албанија. Што е одите по-јужно, кинолошката култура опаѓа. Што одите по-западно, кинолошката култура е по-доминантна. Но како дел од една бивша држава Југославија, ние сме имале доста развиена кинологија во однос на нашите останати соседи. Одлично. За сите оние кои што не гледате во моментот, имате уште добри 2 дена за пријавување. Да, одите на ksm.org.mk, тоа е страната на Кинолошкиот сојуз.
можете така најлесно тамо да видите, не е ништо страшно, пополнувате формулар со старост на куќето, број на педигре, ваш. Тие ги имате во ги има, во самото педигре, да. Да, има колку е котизација тамо на изложбата, се уплаќа и со стекнување значи на оценка куќето веќе може и да влезе во приплод, најли да се пари. Јасно. Куќе без оценка не може да се пари. Многу е подобро куќето да се оцени на изложба и поевтино отколку вонредно, бидејќи вонредно е највеќе оценка 4 и трае вонредната оценка само 6 месеци, а оваа оценка што ќе се стекне на кинолошка манифестација трае доживотно, значи. Што е најважно, да. Ова искусните веројатно го знаат, меѓутоа е добро што го потенцирате. Да, еве да кажам дека не е ништо страшно, има тамо луѓе кои ќе помогнат на самата изложба, нека не се плашат, нека дојдат и таа работа ќе им биде завршена. Нека биде уживање, повторно ќе кажам, само да најавам локација. кој нема да успее на оваа изложба, имаме значи при крајот на март изложби во Прилеп, тоа се едни од најаките изложби, и потоа имаме за 1 мај имаме изложба во Гевгелија. По сличен карактер се сите овие изложби, имаме така? скоро во сите градови имаме. Одлично. Ќе се видиме повторно, За да не Габриел. мора да се патува, што се вели, да. Да, ќе се видиме. Ќе се видиме повторно, да, само не споменавме локацијата, ова е спортскиот центар Борис Трајковски. Сите кои сакаат да дојдат да гледаат. Од 31 и 1 февруари. Да. Отворени се вратите, бесплатен е влезот за гледачите, така да кој сака. Уште еднаш голема благодарност од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија до Телма телевизија и вашата утринска што еве ни дадовте време да ја промовираме меѓународната изложба. Со задоволство. Потсетувам уште еднаш, нека биде и ова почеток на уште една убава календарска година за вашите миленици, така што пријавете ги. Прво, дружењето е многу интересно. Да. Знае да биде така хектично со толку многу кучиња, меѓутоа е многу интересно. Прво запознавање, социализација, барем од мало искуство кое што го имам, знае да биде вистина празник за нашите крзани пријатели.